Наставнички, вие сте во посета на Радио Пела, тука во студиото на Радио Пела, да ни кажете нешто повеќе за медиумскиот клуб кој што од неодамна функционира и чинам дека е единствен во Прилеп. Не има два. Значи, еден во Ордечево Пела, тоа е во средно образование и ние сме, мислам дека сме први, поради тоа што ова е проект кој што веќе 4-та година го има и ние сме втора генерација на медиумски клубови. Според сознанијата што ги имам, мислам дека од градов сме прво основно училиште што го има добиено. Ја има добиено таа привилегија да основа медиумски клуб. Проектот се вика Младите размислуваат и е проектот УСАИД, значи заедно со МИМ и ИРЕКС го работат, значи Здруженијата за новинари и ние наставниците добиваме едукации како да водиме медиумски клуб и ова година го основавме тој медиумски клуб во нашето училиште. Се вика Медиумски клуб К по нашето училиште Климент Охридски и по буквата К, која што може да значи клуб, може да значи и кул, може да значи и многу работи. Па во рамките на целиот тој проект ние доаѓаме тука кај вас. Тоа е наша прва посета, да почнеме да учиме што е тоа новинарство, како изгледа еден медиум и со учениците да почнеме да создаваме медиумски содржини. Дали некој има прашања? Колеги? Ајде јас прашање. Зошто токму во Прилеп и што очекувате од овој медиумски клуб, бидејќи навистина се потребни млади медиуми, млади новинари во однос на праксата која што треба да ја имаат во медиумите. Еве Прилеп има повеќе медиуми различни, особено од дигиталните. Дали планирате да правите посети и во другите медиуми, кои се плановите за работа во рамките на проектот? Ова значи беше повик и минатата година имаше еден повик, 15 клубови од основни, 15 од средно од цела Македонија. Значи ние сме втора генерација како што спомнав. Аплициравме на повикот и врз основа на нашата апликација го добивме. Зошто аплицирав? Затоа што сметам дека медиумската писменост е основа денес за се што ни се случува и колку нашите деца се изложени на интернетот и на сите лажни вести наоколу што се шират. Медиумскиот писмен човек е оној човек кој што може да живее нормално и да живее безбедно. Од позиција на родител, денес ние родителите премногу ги заштитуваме децата во реалниот свет, а во дигиталниот не можеме воопшто да ги заштитиме, односно можеме, ама не знаеме како. И затоа е убаво што од најмали нозе децата да се едуцираат, а практично и самата нова концепција на образование има еден дел од самите подрачја што ги има, зборувам за предметот македонски јазик, медиумска писменост во која што фокусот е токму на едукација на младите да научат што е тоа медиум, кои се вистински медиуми, како да препознаваат лажни вести. И во таа насока убаво е децата и да се стават и во позиција на новинари, па целото тоа искуство да им користи понатаму во животот. Бојана, ти си уредник на медиумскиот клуб К во училиштето Климент Охридски и знам дека дел од содржините ќе бидат посветени на македонскиот јазик. Што мислиш, колку е важно да се негува македонскиот јазик во медиумите и на кој начин вие ќе го афирмирате користењето на литературниот јазик? Па, целта на овој медиумски клуб е ние да научиме како правилно да се изразуваме и за нашиот стандарден македонски јазик, бидејќи мислам дека користењето во ова време е на прилично ниско ниво и треба да имаме поголемо сознавање за како треба да се искористи. Учиме на мобилното новинарство, како преку социјалните мрежи кои што моментално ние ги злоупотребуваме на лоши начини да ги искористиме за нешто добро, односно да ги користиме со придобивка. И мислам дека е прекрасна можност што ја имаме да го направиме нештото. Како ти твоите другарчиња и заедно со другите членови на клубот ќе ги поттикнеш со учениците да го користат македонскиот јазик? Слушнав дека ќе правите некои кратки видеа и слично. Што би имало во тие видеа?
една од идеите што имаме заедно со мојата наставничка е да направиме така наречена прилепска граматика, да ја воведиме секојдневниот говор што го користиме во нашиот град како во некои кратки видеа, односно хумористични, смешни, интересни за публиката и да даеме до знаење дека во ред е да се користи и народниот говор, народниот јазик и дијалектот што го имаме, но сепак да се негува и литературниот јазик кој што треба да се користи во различни установи и прилики каде што зборуваме со битни лица.